ми се расипа компјутерот. Сега можеби вас не ви интересира тоа што мене лично ми се зарасипал компјутерот, но мене ме интересира што вие би направиле доколку се расипе вашиот компјутер. Дали ќе го фрлите и ќе си купите нов, или пак како мене ќе се потрудите да го поправите. Светскиот ден на поправките втор пат се одбележува кај нас во Македонија. 18 октомври падна оваа година, но денеска ќе има еден значаен настан поврзан со Светскиот ден на поправките. Доколку се сеќавате добро, минатата година кога се одбележуваше Светскиот ден на поправките, екипата на Слободен печат беше на терен и ви го представивме првиот центар за поправки кој што беше отворен овде во Македонија, во Киселавода. Како функционира овој центар за поправки? Како оваа година ќе биде одбележан овој настан? Доколку ви интересира како да ги зачуваме нештата, а не да ги фрламе, останете тука. Нашиот гостин е Антонио Даниловски, координатор на Центарот за поправки Ништо ново, кој што ни доаѓа од Сдруженијето Арно. Добре ни дојдовте. Добре, Неда. Благодарам на поканата. Како човек кој што е влезен во двигателството на поправките во нашата земја, дали сте човек кој што редовно ги поправа нештата? Да, доаѓам од фамилија на мајстори и некако уште од мал почнав да ме интересира и до ден денеска многу интересно дека канцеларија се смеат, веќе многу често поправам канцеларија работи кои ќе ми се расипат и ми кажат да не беше тони, со Центаров интересно испадна у канцеларија што ни се наоѓа ни поправ. И ние имаме еден колега тука таков ќе го поздравиме, Мето кој што не снима, кој што секогаш не ги поправа нештата така умешно, а не е мајстор. Секоја чест за тоа. Денес сме овде за да кажеме дека вечерва ќе се случува една Zoom средба отворена за сите. Ајде, раскажете ни вие на кој начин Македонија го одбележува Светскиот ден на поправките оваа година. Значи, секоја трета сабота во октомври е Светскиот ден на поправки. Оваа година темата на Светскиот ден на поправки е престанувањето на софтвер или престанување на журирање на податоците на софтверите. За иронијата да биде многу поголема, на 14 октомври Windows 10 најави дека ќе престане со ажурирање на сопствените податоци и со тоа се зголемува се намалува безбедносната поддршка на самиот Windows. Па затоа и целта на и темата на Светскиот ден. Од таму се инспирирате? Од таму бидејќи Светскиот ден на поправки е глобална иницијатива која спроведува Repair Open Alliance. Еве за чисто како податок е во изминатата година, кога исто беше првиот пат одбележан Светскиот ден, имаше повеќе од 2000 настани се случија на ниво на Европа, во повеќе од 40 земји. Тоа представува сериозна голема бројка, бидејќи имате предвид дека се случија повеќе од 190.000 поправки на самиот ден на обележувањето на самиот ден на поправки во таа недела дена. Каква спас за природата е тоа? Да, тоа е сериозен голем. Прво тоа е многу големо количество на отпад кој се не се дозволува да заврши на самите да заврши во отпад, туку се враќа на повторно користење. Например, исто така силен податок е тоа дека доколку Windows не продолжи со ажурирање на податоците на Windows 10, повеќе од 700 милиони тони отпад ќе се креираат со отстранувањето и отпишувањето на компјутерите или на таблетите. Со оглед на тоа што веќе 6 дена тие не ги ажурираат софтверите, значи веќе имаме отпад. Па да, реално се уште не, бидејќи се уште последниот апдейт што се случи, последното ажурирање што се случи на Windows, се уште е во фаза и трае, но во иднина кога би требало да се подобрат безбедносната поддршка и поновото ажурирање на податоците, тоа нема да се случи и многу ќе биде тешко понатаму да се функционира, бидејќи програмите ќе се креираат за други оперативни системи, ќе продолжат за други, ќе се надоградуваат, а самата поддршка нема да продолжи да се ажурира. Затоа во иднина ќе се створи многу голем отпад. Што ќе се случува вечерва? Да ги поканиме сите, кажавме дека е од отворен карактер оваа средба на Zoom. Ајде појаснете ни да ги поканиме зошто треба да бидеме присутни. Така, предавањето вечера ќе го предава професорот Бобан Јоксимовски од факултетот Финки. Ќе разговараме што представува престанокот на Windows 10. Ќе разговараме за Linux како оперативен систем кој може да биде замена за Windows 10 и со престанокот на неговото ажурирање податоци. Ќе разговараме за tips and tricks, поточно за практики и вештини како може да и што значи апдейтување на софтвер, што значи безбедносна поддршка, како може да го апдейтувате својот софтвер и како да го заштитите својот компјутер на интернет. Какви се вашите очекувања? Дали очекувате дека ќе има масовно посетеност ова? Се надеваме, да споменам работилницата од отворен карактер, значи линкот за пријава може да го најдете на
на социјалните медиуми на Ништо ново и на Арна, и на Facebook и на Instagram, може да се регистрирате, само кога ќе се регистрирате ќе добиете линк за Zoom, на Zoom платформата, каде што предавањето ќе трае од 18 часот до 20 часот, 2 часа ќе трае целосно, каде што ќе гледаме со професор да направиме дискусија, интересна дискусија, за да може сите граѓани кои ќе присуствуваат да им бидат одговорени нивните прашања. Дали веќе некој изреагира на ова? Дали веќе знаете од прилика кој ќе се вклучи? Ве прашуваали подетално? Забележувате ли некаков интерес кај? Да, има интерес. До сега моментално имаме повеќе од 100 пријави за... Кој најчесто? Има некоја групација на луѓе кои што може... И предвижно или се млади, или се, да кажам, меѓу 40 и 60 години луѓе кои сепак работат на компјутер и можеби користат компјутери кои не може да преиде во Windows 11 и најверојатно ќе им треба некаква поддршка за воиднивна, дали ќе треба тоа да биде преминување кон Linux или ажурирање повторно на податоците на Windows до таму каде што може да се ажурира. Во рамките на светскиот ден на одбележувањето на поправките во Македонија се одржа една креативна работилница со познатата дизајнерка, модна дизајнерка Ирина Тошева, ќе ја поздравиме во овој момент. На кој начин е таа вклучена во овој процес и што се случуваше на оваа работилница? Да, Ирина Тошева е наш долгогодишен соработник. Ирина е задолжена за сите работилници кои се врзани некако со текстил во Центарот за поправки Ништо ново, кој досега ги имавме 28 од официјалното отварање во април. За светскиот ден на поправки Ирина одржа работилница која беше за пренамена на текстил. Подоцна учесниците си донесоа свој стар текстил. Тоа дали тоа беше тексас, дали беше подевел материјал, дали беше секаков вид на облека, каде што го пренаменија во футроли за таблети и лаптопи. Бидејќи сакавме да го врземе сепак со компјутери и со таблети и лаптопи, сакавме да го поврземе со светскиот ден, па така што и таа работилница беше насочена во таа насока. И сега што со тие производи се продаваат или Не, тие производи сега учесниците си ги задржаа за себе, бидејќи сепак си изготвија и си изработија и на прекорачно шење на машините за шење, си изработија свои футроли, си дојдоа со свој лаптоп и си направија мерки, си ги изготвија и си ги земаа на крајот, секако како готов производ. Често ли имате вакви работилници? Досега вкупно од кога е отворен центарот сме имале повеќе 35 работилници, каде што за текстил работилници сме имале околу 28 или 29 се точно. Сме имале работилници за поправка на велосипеди, за поправка на тротинети. На работилниците има сериозен голем интерес. Многу ме интересира ова, како работи центарот? Дали луѓето знаат дека постои? Како дознаваат за центарот? Обично сите објави за работилници ги вршиме преку нашите социјални медиуми, преку Instagram и Facebook, и на Ништо ново и на Арна, со тоа што чисто како бројка, досега сме имале повеќе од 350 учесници, а сме имале повеќе од 1500 пријави. Значи сепак бидејќи просторот ни дозволува одредена бројка на бидејќи ограничени сме, мораме да се држиме до бројката од 10 до 15 учесници од работилница. Имавме повеќе од 1500 пријави. Дури имавме една работилница за сашико, тоа е за јапонска техника на везење, каде што за една работилница од 10 учесници имавме пријавено повеќе од 130 учесници. Секоја чест, браво. И секако ја направивме, ја реплициравме таа и ја направивме 4 пати, ја државме бидејќи сепак имаше голема побарувачка. Антонио, а настрана од овие работилници, центарот претпоставувам дека е отворен? Да. Како функционира настрана од работилниците? Дали секој еден човек може да дојде и да си поправи нешто? На кој начин функционира? Така, значи сега сме во фаза на креирање на целосен план за до крајот на оваа година, каде што јас сум присутен во центарот постојано, јас работам во центарот. Во центарот имаме алати кои секој граѓанин кој знае да си ги поправи сопствениот производ, може да дојде да ги употреби сите алати. Сепак, доколку немаат бормашина, штрафилница дома, немаат хефталица или шајкарка, например, или немаат посебна вид на клешта, може слободно да дојдат во центарот и да си ги употребат. Бесплатно е, да? Бесплатно. Секоја употреба на алати е моментално бесплатна, може да си ги употребат алатите, може да се напијат и кафе, значи буквално ќе се дружиме во самиот центар, се дружиме преку тоа што ја развиваме културата на поправки. А го прават ли тоа? Дали луѓето знаат дека имаат нешто во комшилук, во соседството што можат да го направат? Дали доаѓаат луѓе? Да, бидејќи се на центарот ни се наоѓа во кисела вода, поголемиот дел од граѓаните ни доаѓаат од кисела вода, каде што доаѓаат секојдневно, или сега има денови кога јас имам и други обврски работни, па центарот не работи постојано, али во деновите кога јас
јас сум таму, постојано доаѓаат, дали поправат велосипеди, пумпаат гуми, менуваат гума. Имаше во изминатата недела имавме каде што имавме отворен ден, каде што луѓе си доаѓаа и си поправаат текстил, имавме искусна шивачка која им помагаше. Во иднина ни е испланирано да имаме мајстори кои ќе бидат ангажирани во посебни денови, каде што ќе бидат тематски денови, се со цел за да можеме да се знае. Во вторник се поправа велосипед. Прв вторник во месецот се поправа велосипед. И тогаш така. И има тогаш може да се знае дека има мајстор да се дојдат и да си го поправат велосипедот. Баш ми беше интересно, не знаев дека веќе се заинтересирани, дека доаѓаат. Кој ви бил најинтересен случај? Имате нешто што ве фасцинирало, ве воодушевило? Да, имаше многу интересен случај. Дојдоа 7 можам да кажам дека беа ученици од основно училиште, очигледно беа од кисела вода, дојдоа сите со велосипеди, бидејќи јас сепак имам познавање за поправка на велосипеди колкото го основно, заедно со нив, јас им покажав што треба да прават, они заедно со мене поправа. Тоа е целта. Тоа е целта, да, тоа е целта. Нашата цел е да ги научиме луѓето да стекнат вештина на поправка. Им ги пумпавме гуми, подначкавме ланци, стегнавме кочници и дури ги подесивме седиштата бидејќи беа пониски или повисоки. Си направивме муавет, саат време разговаравме со децата и на крајот се вратија и следниот ден за да видат каков вид на работилници има следна, за да знаат дали во иднина ќе може да присуствуваат. Значи младите се заинтересирани повеќе, можеме таква забелешка да дадеме или доаѓаат и повозрастните сограѓани? Доаѓаат и повозрастни, со тоа што поголемиот процент ни се од 25 до 40, можам да кажам. Со тоа што се уште, бидејќи во центарот имаме алати кои сериозно може да повредат, сепак се ограничуваме на полнолетни лица моментално, бидејќи не сакаме да дозволиме да се случи нешто, па затоа и ограничуваме на полнолетни. Се сеќавам минатата година дека вашата визија беше да се отворат повеќе центри низ нашата земја. Дали работите на тоа? Дали можеби се отвори во некој друг град ваков центар или некаде друго место во Скопје? За жал не. Се уште не е во идејата дека треба во секоја општина, во секоја мало да има центар за поправки. Со тоа што моментално кажавме о кисела вода, ќе настојуваме ние во другите општини во град Скопје, па и во Македонија да се отворат вакви центри за поправки каде што граѓаните ќе може да им биде место за прво и за дружба и за споделување на искуства и за разменување на знаење. Бидејќи сте директно вклучени во ова, разговарате со луѓето, го забележувате тоа раздвижување, каков е вашиот впечаток? Дали се освестуваме како луѓе во однос на тоа колку е важно да го поправиме нештото, а не да го фрлиме, со оглед на тоа што мора да нагласиме дека ние навистина живееме во општество кое што е полно со отпад. Тоа ни е болна тема. Так. Колку го забележувате тоа меѓу луѓето, меѓу народот, дека луѓето сакаат да си ги поправат нештата, а не да ги фрлат? Така, моментално имаме кампања која се вика за почист воздух, каде што е поврзано со текстилен отпад. Добивме многу коментари каде што, бидејќи една од објавите, една од работите која објавуваме кампањата е и што треба да правите со текстилот кој ќе застаре. Подочно, дали треба каде да го донирате. Добивме сериозно многу голем број на прашања каде можеме да донираме текстилот, каде можеме да го отпишеме, каде може да го однесеме за да не се изгори. Со тоа што ние како и ништо ново и како Арно ги советуваме граѓаните каде може да го донираат, на кого може да го донираат, се со цел за тој да не стане отпад. Бидејќи кај граѓаните можеме да кажеме дека од кога работи ништо ново, можеме да кажеме дека ги освестуваме граѓаните тие што биле, па и индиректно други, ги освестуваме што подразбира отпадот и што подразбира поправката. Бидејќи самата култура на поправка е чекор пред културата на отпишување на производи. Така што се надеваме дека луѓето ќе сватат дека поправката спречува отпад и во иднина ќе имаат поголема свесност што значи самата поправка како дел. Споменавте дека доаѓате од фамилија каде што имало мајстори и оттаму талентот и желбата да ги поправате нештата. Како влегувате во приказната Арно? Значи, зошто се вклучивте во ова здружение? Јас, интересно, бидејќи јас фамилиарно си исто така доаѓам од невладен сектор, од граѓанскиот сектор, кога се вклучив во Арно, бидејќи сум економист по струка, ме натера и ме заинтересира циркуларна економија. Што точно представува циркуларна економија и како може да се имплементира во државата. Иако Македонија има супер стратегија направено како циркуларна економија треба да се практикува, со тоа што бидејќи поправката е дел од самиот момент на циркуларност, кога се вклучува Арно, пред да се отвори центарот, кога почнав да работам на проект
за циркуларна економија, свативме дека центарот ќе биде дел од овој проект. И целта беше, мојата цел беше да центарот да биде место каде што граѓаните ќе доаѓаат секојдневно, ќе поправаат и да сватат и да им се зголеми свеста што точно престанува поправката, да не е туку само да не викаат и да научат нови вештини пред се, да не ги оставаат работите, него да научат како треба да ги поправат тие работи, бидејќи јас искрено се научив како да поправам од мојот дедо или од мојот татко или од војко ми. Генерално. Со тоа што до ден денеска ја поправам работи дома. Јас многу ретко ги фрлам работите, сакам да си ги поправам така што да. Да им се вдакне одново душа на нештата. Така, втор живот да им се самиот крај многу ме интересира лани, еве ќе ги потсетиме и нашите гледачи, верувам дека оние кои што редовно не следат ќе се сетат. Лани беше многу интересен настанот на Светскиот ден на поправките. Поправавте, значи поправаа, тоест ученици, не знам од кое средно училиште, од Ѓорги Димитров, така, а поправаа играчки. Така. Ги зашива, ги поправа, ги средува и потоа тие беа донирани. Така. Како помина тоа? Не сум ве прашала дали каде беа донирани и какви беа реакциите? Добивме повеќе од 200 играчки, со тоа што дел ги репариравме, дел ги исчистивме, дел ги поправивме. Сите играчки кои не беа донирани, кои ги поправивме, ги дониравме на општина Кисела вода. Општина Кисела вода подоцна ги распредели по градинки, училишта и на социјално загрозени фамилии, на оние кои најмногу им треба. И се надевам дека успешно стигна до сите играчки. Јас се радувам дека и вечерва ќе имате успешно одбележување на Светскиот ден на поправките. Благодарам за ова што го правите. Навистина е задоволство да се слушне и да се запознаат вакви луѓе како вас. Посакувам успешно реализирање на конференцијата вечерва работилницата, пардон, на Zoom и да биде бројна, значи да се пофалите дека имало голем интерес, па се гледаме и во некоја друга прилика. Ви благодарам многу. Да, фала. Почитувани, верувам дека ви беше интересен овој разговор. Ете, слушнавте каде можете вечерва да си го поминете времето и ете, следниот пат кога нешто ќе ви се расипе, размислете добро дали ќе го фрлите или ќе го поправите.